Здраво бистови, како сте? Добро дојдовте во моето ново видео. Бистови, денеска продолжуваме со реновирање на собата, патосот, или како сакате кажете, и зидови исто ќе ги фарбаме. Како што гледате, до тука више е изфарбано, излакирано. Има и боја и лаков да ставивме. Мислам дека е доста добра боја. Оценете во коментари од 1 до 10 ова боја на лакот. За почеток бојата на патосот оценете од 1 до 10. После фарбаме зидови да го завршиме уште овој дел овде што остана. Денеска тоа го фарбаме и после продолжуваме со фарбање на зидовите. Како што гледате, и Јана е тука. Како си, Јано? Супер. Спремна за фарбање? Мислиш за снимање? Ќе снимаш, ами ќе фарбаш. Дали си спремна? Бистови, кадрите што ќе ги снимат Јана, пишете ми во коментар од 1 до 10 колку се добри. Морате и ова да го оцените. Оценете го и ононамо и кадрите на Јана. Пишете за Јана оценка тоа, за паркетот оценка тоа. Сега можеме да почнеме ако ставивте лайк, ставивте subscribe и коментиравте. После исто така споделете го видео со пријателите на видеото што повеќе луѓе и да одиме што поскоро на 1000 сабскрајбери. 1000. После на 1000 правиме Giveaway! Така луѓе, на 1000 сабскрајбери правиме giveaway, така да спремајте се. Што побрзо да стигнеме до 1000, ставите лайк, ставите subscribe, одиме јако. Бистови, еве бојата како што гледате. Што треба да направиме? Треба да ја затвориме, да ја измешаме и да ја отвориме. Сега да ја стегнеме само вака. Прсна. Добро. Да ја искланцаме, само ќе земеме оваа крпа. Стара блуза овде најдов. И ќе ја фатиме вака за да не ме испрскат, случајно. И вака треба да ја занишаме. За бојата што станала на дното, скроз да се измешат како што треба, така е, но? Да. Е, сега, да заиме нешто за да отвориме. Бургија ќе најдем оданте. Бургија има да имам. Еве, овде бургијата. И да ја отвориме бојава. Па ќе ја претуриме во овде, пошто чатката е многу голема и не ја собират во кутијава за боја. Само да го отворим ова. Малку потешко ќе отворање вади. Ето. Е сега можеме да си ја претуриме бојата во ова овде. Гледај како се турат, гледај Јано. Ко кафе. Тоа е тоа, бистови. Ако останало ништо не останало добро, можеше и со раздржувач да се измие тама, немат потреба. Остана ова. Бистови, спремни да фарбаме. Да го тргнеме овде. Е, и бургјава си ја тргнеме. Тука. Е, земаме кофичкава и одиме. Макнуваме од бојава. Мора да изцадиме не многу. И Даваме боја. Овде. Еве вака. Исто ќе треба и ова да си го фарбаме. Само да не го направиме зидот, така е, не? Да. Мислам дека за сега одит доста добро колку што гледам. Еве го, исто е како претходното, вама да имате лак. И од сега е фарбано малку и прашено што се дигна, кој ќе се избришите, све ќе биде супер. Ова е новото, овие две штици. И продолживме навака до крај. И ни останалото што ова навака. Уште ова и тоа е готово. После има да се
фарбаат зидоиве, имаме една добра боја избрано за нив и следно можда вратава се сменит и собата е комплетирана. Сега да го завршиме ова. Мислам дека е добро, гледавте и кадри како фарбав. Мислам дека е предобро направено за сега. Колку што гледам, мислам како за и што јас сум работел вака. Овие две штици се супер исфарбани. Продолжуваме до крај, како што реков, и тоа е да видиме како ќе испане накрај. Ќе гледате и финални кадри, мислам, од крајот. И исто ќе имате и зидоиве како ги фарбаме, така да мислам ќе уживате во реновирање, мислам мало реновирање на собава. За сега е доста добро. Продолжуваме понатака. Епа бистови, стигнавме до втората боја, една потрошивме. Мислам подошло беше таа од преска, сега е наред втората. Да, искам да отвориме да почнеме втората боја. Имам уште 1, 2, 3, 4, 5, 6, уште 7 штици. 7 штици да ги зафарбаме да ви... Опа, чупарнав. Браво. Да ги зафарбаме уште 7 штици, па да видиме после финален резултат и можеме да го одјавиме видеото со тоа. Лакирањето нема да ви го покажам, престо секако треба да се суши тоа и да се помни само со еден продивен лак, иста процедура, само нормално знаете секој како оди фарбање. Исто само треба да го помниме одзгора со лак, тоа нема да го покажам. Следно ќе ви снимам која ќе ги фарбаме зидоите. И тоа мора да се снимат и со тоа е комплетирана соба. Можда како ќе урадуваме истите ствари се, само треба да се средат кој каде и тоа е тоа. Сега да отвариме втората боја да ја претуриме. Уште малку ја пофарбаме и мислам дека можеме да завршуваме со потка. Бистови, завршивме со фарбањето. Собата е готова. Мислам дека е време да видите како, мислам више гледате во позадина, ако се гледат, не знам. Мислам дека веќе гледате, ама собата е супер. Мислам дека е доста добро излакиран патосот, мислам дека е предобро. Сега да ви ја покажеме накратко. Еве, ова е собата. Патосот е оттаму, оној хаос не го гледајте, пошто све нафрлавме на едно место, па на друго, као што фарбав. Али хаосот ќе се средите обавезно. Мислам дека со ова е добро излакирано. Остануваат уште зидоите, мислам овде лако да се ставит новија. Ама остануваат уште зидоите после да ги исфарбаме со една боја, одлучив која, многу добра боја избрав. Мислам според мене е добра боја. Одиме, прозорците се отворени за да се излуфтират бојата, мислам да се исуши, да може побрзо да се исуши и мирисот да се излагат надвор. Мислам дека е добро. Оценете во коментари од 1 до 10 колку добро го сработивме патосот. Мислам дека е доста добра бојава. И да, тоа е тоа, дечки. Сега, фала ви што го гледавте ова видео. Ако ви се допадна, немојте заборавајте да ставите лайк. Ако не ставите дислайк и никако не заборавајте да се сабскрајбнете на каналов. Одиме што побрзо до 1000 сабскрајбери. Уште многу малку фала, мислам, не знам колку е тоа, малку, околу 110 на сабскрајбери, тука сме негде. Ама многу малку, ипак. Добро. Ме разбравте, мислам, одиме на 1000 сабскрајбери, 1000 сабскрајбери, како што реков, правиме мал гивави, така да, ајде што побрзо, ставите сабскрајб, ставите лайк, фала ви што го гледавте видео. Поздрав се на убаво, се гледаме во наредно видео, чао!